Продолжуваме со отвореното студио, како што најавив, гостина државната секретарка од Министерството за екологија Ана Петровска. Тема е линданот, односно 40.000 тони линдан на кои се наоѓаат во градот Скопје и за кои се уште немаме ни представа колку уствари какви последици има по човековата околина. За почеток, еве, ова прашање, господјо Петровска, се знае ли како линданот и овие 40.000 фрапантни тони линдан од 70-те години складирани во Охрис, како влијаат врз човековата околина? Ја имаме ли таа проценка? Па да, ја имаме таа проценка. Значи, долго време линданот бил користен како пестицид, служел за заштита од штетници на семиња и на зеленчукови растенија, што значи дека линданот бил составен дел повеќе или помалку на секојдневната исхрана на луѓето. Меѓутоа, во 2000-те години се утврдува дека постои сериозна опасност од линданот, особено е категоризиран како високо канцерогена материја, а истовремено делува и на фертилитетот, односно на плодноста на женската популација. Од тие причини е забранет за употреба и овие остатоци, ова историско загадување, оваа жешка контаминирана точка, мора што е побрзо можно да се отстрани од градот. Дали Скопје со линданот е она што беше Велес со топилницата? Не можеме да ги споредуваме затоа што токсичноста на живата на линданот во Скопје, во Охрис, и токсичноста на кадмиумот, на арсенот во Велес има слични последици. Ме разбирате, значи не можеме да кажеме што е поопасно. Опасно е и едното и другото, бидејќи имаме емисии и во воздухот, и во почвата, и во подземните води. Нова тема е правене на анализа. Колегата Антонио Крстевски подготви една репортажа, па да ја погледнеме пред да продолжиме со разговорот со државната секретарка. Повеќе од 40.000 тони токсичен отпад лежи во дворот на Охрис. Ова го покажале испитувањата кои биле извршени од Министерството за животна средина, поточно од Канцеларијата за перзистентни органски загадувачи. Во двата базени, каде до крајот на 70-тите години од минатиот век се складирале нус продуктите од производството на линданот, стојат огромни количини сериозно штетни хемиски соединенија, а тоа веќе почнало да го зема данокот по животната средина. Во големата депонија имаме околу 40.000 тони на отпад со високи концентрации на ХЦХ и околу 10.000 тони на земја контаминирана со пониски концентрации, а додека во малата депонија имаме околу 1500 тони на високиот отпад со високи концентрации на ХЦХ и околу 4 до 5.000 тони на контаминирана земја. Тоа што го знаеме, значи официјално потврдено со истражување. Неколку децении властите во Македонија целосно го игнорираа овој проблем, но откако научната јавност утврди дека линданот и продуктите кои се добиваат при неговото производство предизвикуваат низа сериозни последици по човековото здравје и животната средина, го вклучија црвениот аларм. Репродуктивни пореметувања, генетски малформации, невролошки пореметувања, па дури и пред 2017 беше докажано и беше ставена оваа хемикалија на листата на канцерогени супстанци. Но карактеристично за линданот и останатите изомери на ХЦХ е дека доколку правилно не се складираат, многу брзо и лесно се прошируваат од местото каде се складирани и го контаминираат просторот околу нив. И покрај тоа што се покриени со илјадници тони земја, тоа не ги спречува отровните материи да контаминираат животната средина преку почвата, подземните води и воздухот. На листата од 18 жешки точки во Македонија, овие два базени во Охрис го заземаат првото место. Во Македонија, концентрацијата на изомерите на ХЦХ била измерена и близу куќи и населени места, далеку од Охрис. Експертите предпоставуваат дека тоа можеби е знак дека во одредени куќи во Македонија се уште има, а можеби и како пестицид,
се користи линданот. Ако, например, се произведува или се користи во потопли некои предели, тогаш со испарувањата и воздушните струи патува кон поладните предели и од тие причини се докажало и дека овие хемикали можеле да се најдат и онаму каде што не се произведувале, а тоа се Арктикот. По неколку децениско игнорирање на овој проблем, државата реши да го мрдне од мртва точка. Според пресметките, дислокацијата и уништувањето на овој хемиски отпад ќе чини од 40 до 200 милиони долари, а во најдобар случај тоа ќе заврши за околу 2,5 години. Тие се оптимистички. Значи све да иде по како што треба. Со една нормална динамика, без застој, без 2,5 години, ако е со 5 тони на час капацитетот. Според последните информации и документите, дива депонија на која се складирале овие отрови има и надвор од кругот на Охис, на местото Пеленица кај Драчево, место на кое се организираат излети. Токму затоа Министерството за образование ги забрани екскурзиите на оваа локација, а Министерството за животна средина почна постапка за оградување на местото и поставување на ограничувања за движење на цивилни лица. Тоа беше прилогот на колегата Антонио. Чувме дека треба околу 200 милиони од 40 до 200 милиони долари да се санира. Да. Овие суми се Вие имате во голем милиони размер. буџет за годишен буџет Министерството за екологија има. Не, 11 милиони е Да, нашиот 11, буџет. се зирам, тоа што е неколкократно помалку од оваа сума. Нема спор. Од буџетот сигурно дека тоа не може. Значи, имаме ние заклучок на влада дека во наредниот период од 3 години, секоја година по 2 милиони евра треба да се обезбедуваат од домашниот буџет како кофинансирање и дополнително ќе се бараат средства од тие 2 милиона за што? За анализи правење, како што? Значи, анализите ние за овие две локации, депонии во кругот на Охис се речиси завршени. Значи, ние на крајот на јануари веќе имаме целосната проценка на ризикот и предложени технологии. Со други зборови, ние не сакаме да ги ограничуваме технологиите кои што ќе бидат предмет на надавање, бидејќи ќе се отвори тендер. Технологии за неутрализација и дислокација. Можно За тоа ли се значи, зборува? има можност да се неутрализира, да се деконтаминира линданот на самата локација. Постојат хемиски, механички, хемиско-механички, биолошки методи за деконтаминација кои што можат на самата локација тоа да го направат. Но оние поскапите технологии предпоставуваат дека целосно ќе го тргнеме тој отпад и ќе го носиме некаде на инсинерација, на палење во Западна Европа, каде што постојат вакви постројки кои што се ретки и се многу скапи. Затоа велиме околу 40 доколку го третираме на локација, а можно е да пораснат трошоците и до 200 милиони долари доколку целиот овој отпад се ископа, се натовари со посебни стандарди, значи самото копање. Дали имате обезбедено финансиска конструкција? За целокупно отстранување се уште немаме. Значи ние имаме средства за да се набави технологија за чистење на малата депонија. Меѓутоа, ако го тоа искомбинираме и со средствата од мала буџетот... Мала депонија во кругот на Охис? Во кругот на Охис. Малата депонија. Значи, малата депонија, ние со овие пари што ги имаме сега од УНИДО и делумно од државниот буџет ќе можеме да ја исчистиме малата депонија. А за големата депонија сега се отвара тој така наречен фонд, trust fund што го велиме, за кој што се потпиша меморандум за разбирање помеѓу македонската влада, норвешката влада и Организацијата на Обединетите нации УНОПС. И од таму ќе очекуваме одредена мобилизација на средства донаторската заедница, значи Норвешка, дури и Шведска, а Европска унија секако, значи ќе помогне. А со прашањето сакав да ја прашам што разговараме, што е со таа третата нелегална депонија? Така, има, нема. Да. Што забранија што на деца на екскурзија. Да. Тоа малку создаде тензија во јавноста. Навистина, да ви кажам, и за нас таман почна да се гледа решението за овие две локации во кругот, сега се отвори оваа трета. Вие не знаете за оваа трета? Знаете, во 2015 година се започнати разговори на одредени владени тела, кризни тела,
И тогаш е проструена информацијата од поранешни вработени на ОХИС дека постоела потенцијално можност да дел од линданот, значи е одстрануван на таа локација према Драчево. Да, и легално се прави како? Не се знае, значи Во процедури. Не. Знаете како? Значи Нема документација за тоа? изгледа дека има, меѓутоа таа документација во време излегува и тоа е многу интересно. Значи истражувачки новинари всушност ги имаат обезбедено тие документи преку интервјуа со поранешни вработени. Значи оваа информација во јавноста доаѓа од извори. Зборувате за ова појаната кај манастирот. Така е, кај турските Од гробишта, извори Беленица. поранешни вработени во ОХИС. Поранешни вработени во ОХИС. Кои сведочеле дека таму потекнува, носеле Линдан, потаму потекнува, дури се смета дека откако се потрошено местото внатре во локацијата во ОХИС, дека понатаму се отстранувани одредени количини на линдан надвор од оваа локација и нормално им било сигурно поевтино тоа да го складираат внатре во кругот, многу би се исполнила таа површина, они морале да го транспортираат надвор и да биде на државно близко, земјиште, на ненаселен простор. И исто така од тие документи кои што сега почна да се јавуваат во јавноста, за кои што ние не сме биле информирани, изгледа дека таму на таа локација е складиран отпад и од други фабрики, например од стаклара. Значи таму најверојатно има некаков измешан отпад, меѓу другото се предпоставува дека линданот прво е носен во буриња, па потоа е носен со колички, па е трупан со земја, па имало некои бункери таму кои што исто така се полнеле. Меѓутоа, сето тоа во моментов од она што го гледаме на терен, можеме само да предпоставуваме дали е така како што се зборува или не. Зошто се молчило толку време, администрацијата молчила за... Не знаела администрацијата, не знае. За кои? За овие двеве? Зборам, воопшто, ова се отвара како прашање, како тема, потребата од чистење на тој, неутрализација на тој линдан во кругот на ОХИС? Не. Значи, од 2001 година државата почна со помош на Европска унија да прави анализи на вистина на составот, концентрацијата, ризиците, емисиите во воздухот, концентрација во почва, движењето на подземните води, се со цел да се утврди таа технологија. Така е, во право сте. Сега, каде е проблемот? Проблемот е, и тоа е сега многу интересна состојба, ние во нашето законодавство се уште немаме терминологија, што е тоа жешка точка и како против жешката точка да се бориме. Во овој момент правиме измена на Законот за животна средина, се со цел да дефинираме што е контаминирана локација, значи да признаеме дека постојат контаминирани локации, да ги дефинираме стандардите. Значи жешка локација е сега и оваа пољаната. И кога ќе се отвори новите измени законот, не се исклучува да има уште многу жешки локации за кои не сме знаели. Не. Порано екологијата не била... Видете, секогаш е можно, не можам да кажам, ниту да преюдицирам. Значи, за се треба да имаме прво извор, па потоа анализи, па да ги потврдиме анализите, дека се... За анализите треба. Господја Павловска, ви благодариме што сте гостин во отворено студио, следи централниот дневник. Благодариме многу. Ова е актуелна тема, сигурно и друг пат ќе разговараме околу... Дај Боже да разговараме кога ќе почнеме да чистиме. Да. Ете така. Ви благодариме на... Се најдобро и на вас.